Почитуван колега Трајчулевски, сме били ние колеги и на друго место пред да станеме пратеници и тоа што го кажа колешката Стојановска апсолутно се согласувам, затоа сакам за некои мои тврдења да ги произнесам моите аргументи, затоа што дискусијата која што ја водиме е аргументирана. Од аспект на растот од 3,7%, ние секогаш кажуваме врз основа на што го темелиме. Тоа е реализација на капитални инвестиции. Јас можам да се сложам со вас дека огромен дел се и можеби препишани од претходниот буџет, но разликата е тоа што сега имаме конкретен план за реализација и тоа мора да се види. Со автопатите кои што почнаа во изминатите 15 дена, со проблемите кои што ги има коридорот 8, ние кажавме нашиот став дека во фазата 2 многу споро иде изведбата на терен, само 20%. Имаме намера да ја потикнеме. Фазата 3 дека нема да ја започнеме под овие услови, туку дека ќе правиме промена. Кичево Охрид до крајот на 2026 година ќе го завршиме. Градско Прилеп исто така ќе го завршиме. Куманово Крива Паланка експресниот пат ќе го завршиме. Ќе силно вложиме во реализацијата на овие проекти кон општините, бидејќи и Оливер кажа претходно, но не е така, вие најдобро знаете. Денеска, односно вчера, заврши рокот за оние општини кои што имаа пропуштено дел од документацијата како ажурирана геодетска подлога. Во наредните 5 дена ќе се знае и ќе бидат потпишани 100 милиони евра и 250 милиони евра. Заклучно од тоа како општините ќе завршат со проектите, ќе бидат ставени на располагање и тие 350 милиони евра. Понатаму, странските директни инвестиции кои што се договорени, тоа се 8 на број, досега ќе почнат со изведба на нивните капацитети во првите 3 месеци од наредната година. Овој месец ќе потпишеме договори со уште 2, во декември со уште 2, и што значи дека за 6 месеци 12 странски директни инвестиции ќе почнат со градење на своите капацитети. Така да јас еве отворено кажувам, наместо 3,7 не би не изненадило да отидеме со растоти над 4%. За јавниот долг, тоа што го зборувате, вие сте писмен човек, знаете подобро од мене. Не може да кажувате дека ќе се зголеми кога сите превземени обврски се обврските кога владата била на СДСМ. Значи во јануари враќаме евробонд од половина милијарда евра и уште 700 милиони евра од времето кога вие сте биле влада. За наредните 4 години треба да вратиме близу 3 милијарди и плюс ќе го држиме долгот стабилен. Еве сега во овој момент можете да видите, отворете отворени финансии, јавниот долг е намален од кога сме ние на власт. Вашиот сајт можете да отворите да го видите. Од аспект на унгарскиот кредит, тезата што ја пласирате е многу погрешна. Вие многу добро знаете. Еве ако вие сте правиле можност да го уредувате условот за тоа кои општините да ги земат парите. Знаете подобро од мене. Диспаритетот е огромен 34 години. Нашиот услов е среден. Ако направевме дополнителни услови, знаете и вие дека огромен дел од општините немаше да ги исполнат. Колку повеќе жители, толку повеќе проблеми. Од аспект на банките, ние можевме вака да кажеме. Ако земевме евробонд, кој што наместо камата од 3% ќе имаше 6%, тогаш и државата ќе плаќаше повеќе пари. Не се разликува ништо од тоа да ние го субвенционираме делот кој што банките го бараат како плюс, а мислиме дека и може и нема да има таков, бидејќи утре е состанокот, од тоа што владата сега го дава на приватните компании како субвенција. Благодарам.